Со положување цвеќе на бистата на Гоце Делчев, денеска започна одбележувањето на патрониот празник на гимназијата во Куманово. 80 успешни учебни години. 8 децении посветеност на знаењето, воспитувањето и изградбата на вредности што траат. Низ генерации ученици и професори, гимназијата Гоце Делчев представува символ на традиција и квалитет, приказна исполнета со знаење, труд и соништа претворени во успеси, велат од училиштето. Одбележувањето на јубилеот продолжи со отворање на изложба под наслов Ликовниот јазик низ генерации, со дела на поранешни актуелни професори по ликовна уметност и ученици кои што реализирале проектни задачи по ликовна уметност, представувајќи дел од успесите и традицијата на училиштето. Свечената културно-уметничка програма со музички и драмски изведби и рецитали ја одбележа заедничкото учество на генерации ученици, кои што ги представија гимназиските насоки и предмети, потврдувајќи го континуитетот на вредностите што ги негува гимназијата Гоце Делчев во Куманово. Денеска е многу значаен ден за нашето училиште, одбележување на патрониот празник, на кој што ја одбележуваме и 80 годишнината од 80 генерации успешни завршени во ова училиште. Од почеток од 1 септември веќе ја одбележуваме ова значајна за нас манифестација во текот на годината со многу реализирани проекти кои што се во чест на овој јубилеј. Ке го истакнам 25 години од постоење на билингвална француска паралелка што беше одбележан во месецот ноември. Великденскиот концерт кој многу успешно беше во црквата Свети Никола за време на великденските празници и еве денеска за крај го одбележуваме заедно со патронот на училиштето кој што во февруари месец 1945 година училиштето го добива за свој патрон Гоце Делчев. И ние верно, овие толку години, 81 година, го носиме ова име на нашиот патрон. Покрај положување на цвеќето, кој што гледате дека многу делегации дојдоа и го чествувавме заедно овој дел од патрониот празник, сега во 12 часот ја отвораме ликовната изложба на уметници, поранешни наши наставници, ученици и денешни ученици кои што имаат реализирано проектните активности, односно матурски теми за ликовното изразување. Но посебно ми е драго што во учеството на одбележување на овој патронен празник зедоа учество наши поранешни ученици, ликовни уметници, музичари и актери. Следејќи го иселувањето на луѓето во овој миграцијата на населението во овој период, забележуваме малку опаѓање во однос на стручните средни училишта, но тоа што доаѓа кај нас навистина покажува свој квалитет и сме горди со нивниот успех што учествуваат и секогаш се пласираме на државни надпревари кои што се уште се во тек, има некој дел од нив се завршија и се закитивме со прво, второ и трето место, меѓународни награди, а останатите ги очекуваме резултати во месец мај. Ке ја истакнам ученичката Илина Арсовска, која што се пласираше на женска светска олимпијада математичка, што се одржа во Бордо во Република Франција. Последните години можеме да се пофалиме, иако со децении наназад сме секогаш меѓу најдобрите, но последните години нашиот успех е оценет со одличен 5, бидејќи просекот на успехот ни е 4,53. Тоа покажува за успехот и работата на нашето училиште, на нашите ученици и секако на нашиот колектив. По повод 123 години од загинувањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев, градоначалникот на Куманово и председател на Движење Знам за наша Македонија Максим Димитриевски денеска оддаде почит на великанот и неговото дело во црквата Свети Спас. На чествувањето Димитриевски беше придружуван од пратениците Павле Арсовски и Даниела Белимова, при што беше одбележана годишнината од загинувањето на еден од најзначајните македонски револуционери.
Гоце Делчев е символ на борбата за слобода и достоинство, а неговото дело е вградено во темелите на македонската историја. Неговата посветеност и храброст оставија длабока трага, отворајќи им пат на идните генерации да создаваат слободно и достоинствено, порача Димитриевски. Представници на Советот на родители при Основното училиште Крсте Мисирков денеска одржаа пресконференција на која информираа дека нивното барање за целосно повлекување на наставните планови и програми донесени согласно новата концепција за основно образование е поддржано и од други училишта од општината. Според Советот на родители, барањето е поднесено поради сериозни и долгогодишни проблеми во образованието. Ја информираме јавноста дека понатаму настапуваме како координативно тело составено од Советот на родители од повеќето општински училишта во градот, браќа Миладиновци, Крсте Мисирков, Кочорацин, 11 октомври, Наим Фрашери, Вук Караџиќ, Вера Которка, при што за целосно повлекување на наставните планови и програми согласно новата концепција донесена за основното образование. Причините се доволно јасни: пренатрупани програми, лоши услови, учебници кои што доцнати секогаш со грешки, пат на знаењето и реформи без реална подготовка на истите. Одговорите од надлежните институции се формални и без суштина, што покажува игнорантен однос кон сериозни проблеми. Постапувањето на народниот правобранител дополнително ја доведува во прашање институционалната одговорност. Одговорите што ги добивме од институциите се површински, без никакви детални објаснувања, дури ни објаснувања кои што се во надлежност на нашите барања. Ние нема да молчиме, ќе продолжиме јавно и организирано да бараме промени во интерес на децата. Ги повикуваме сите родители, наставници и сите граѓани заинтересирани да ни дадат подршка, бидејќи за иднината на нашите деца нема да имаме никаков компромис. Бараме да се излезе на терен, да се види реалната ситуација во училиштата, каква е состојбата, да се види дали има потреба од кабинети нови, да се скрати програмата и да се направи програмата соодветствено врз возраста на децата. Тоа е првичното барање кое што го бараме за да понатаму можат сите други да се реализираат. Подршка имаме од сите градови, бидејќи онлайн настапуваме со подршка од сите градови, уште немаме остварено средба. Имаме средби константно со училиштата во нашата општина и сите родители се за да се смени оваа програма. Подршка од наставниот кадар имаме, но заради состојбата во која што се наоѓа нашата држава, тие се плашат да го изразат своето мислење написмено, туку ни кажуваат вака, да кажам, во слободен говор. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека вчера попладне лекар од итна медицинска помош пријавил дека кај нив со повреди од струен удар бил донесен 32 годишен скопјанец. Според пријавеното, тој се здобил со повредите извршувајќи работни задачи во дворно место на улицата 100 во Куманово. Од ударот тој се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово, известен бил јавен обвинител и инспектор за безбедност и здравје при работа од Државниот инспекторат за труд при Министерството за економија и труд, стои во соопштенијето. На денешен ден се одбележуваат 46 години од смртта на Јосип Броз Тито. Починат на 4 мај 1980 година во Љубљана на 87 годишна возраст по тешко и долго лекување. Почитувачите на поранешниот југословенски лидер денеска положија цвеќе пред споменикот на градскиот плоштад. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера попладне било пријавено дека на крстосницата од улицата 1 и кракот улица 1 се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Фијат Пунто, управувано од 30 годишен кумановец, и мопед Томос со кумановски ознаки, управуван од 21 годишно момче. Според МВР, во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот на мопедот, констатирани во Општа болница Куманово. Извршен е увид од увидна екипа на секторот за внатрешни работи Куманово, стои во соопштенијето.
Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност и одделението за сајбер безбедност при одделот за информатика и телекомуникации во рамки на Министерството за внатрешни работи ја информира јавноста дека е забележана зачестена појава изминативе денови каде непознати лица преку странски телефонски број испраќаат на македонски корисници пораки за наводно регистриран сообраќаен прекршок и бараат наплата со платежна картичка за истиот на лажна веб страна. Измамата ја вршат на тој начин што откако лицата ќе кликнат на линкот оставен во пораката, истиот води на лажна веб страна на МВР каде што бараа да ја внесете вашата регистарска табличка од вашето возило и потоа ве носи на нов прозорец каде што ви е регистриран прекршок и ви бараат наплата од 1500 денари за истиот. Апелираме до граѓаните да бидат предпазливи да не веруваат на пораки кои доаѓаат од нелегитимен веб-сајт на Министерството, ниту да оставаат своји лични податоци и податоци од својата платежна картичка кои потоа представуваат цел на злоупотреба, велат од Министерството за внатрешни работи. Фотокино клуб Козјак и оваа година ја продолжува својата долгогодишна традиција со организирање на клубската изложба Мајски салон 2026, која ќе биде отворена на 7 мај во Занајчискиот дом во Куманово со почеток во 18 часот. Изложбата ќе понуди богат избор на уметнички фотографии, преку кои посетителите ќе може да видат различни моменти од секојдневието, емоции и реалноста преточени низ објективот на авторите. По официјалното отворање, програмата продолжува во Центарот за култура Трајко Прокупиев, каде во 19 часот ќе биде отворена изложбата Црно-бел Загреб, поставка на уметничка фотографија од членовите на Фотоклуб Загреб. Посетителите ќе имаат можност да погледнат внимателно селектирани фотографии од околу 50 автори. Покровител на настанот е општина Куманово, со поддршка од Фондацијата за култура и спорт и под патронат на Фотосојузот на Македонија.